го враќаме животот во Македонија, но цело ќе биде се кога ќе се случи животот во сите општини во Македонија. Конче пред неколку месеци, лани во декември победи. Овој пат очекувам работата да ја завршиме уште во првиот круг. Сега со новиот градоначалник Благојч и со мнозинството на Советот од ова советничка листа, со поддршка на централната власт, ќе покажеме што всушност значи да се има живот во Конче. За 2018 година субвенциите ќе растат и за тутунот и за сите земјоделски производи. Сакам да знаете и да бидеме на чисто. Тутунот ќе се откупува за 60 денари третата класа. Четврта класа ќе нема. Втората ќе биде 70 денари. Субвенцијата. Првата класа ќе ја субвенционираме 80 денари. Ќе ги основиме повторно местните заедници. Ќе бидат правен субјект со печат. И овде ќе се соберат граѓаните на Конче. Ќе се соберат во Липовик граѓаните на Липовик. Во сите села и ќе одлучат тоа што е државно земјиште во атарот на Конче, на кој на вистина треба да му се даде, да си плаќа концесија и од тоа да живее. За да има развој општината, мораме да отвориме према Струмица и Валандово. Само така ќе има проток на луѓе, проток на стоки, развој и инвестиции. Ви ветувам, го знам патот на памет, оти само јас го имам поминато тој пат од сите политичари во Македонија. Ќе направиме спојка на Долно Липовик со Рич и така ќе оповрзиме општина Конче со општина Струмица. И ќе продолжиме понатаму, ќе оповрзиме општина Конче и со Валандово. Ќе го отвориме како пупка, за да има развој овој наш народ и ова прекрасна мултиетничка општина во срцето на Македонија, со често работење. За 4 месеци 45 милиони евра пари заштедивме. И еве е ефтината тарифа. Еве го законот за минимална плата. Еве го законот за стечајни работници. Еве ги поголемите субвенции. Значи имало пари во државата ако сакаме добро да се организираме.